Дали би можел да ни објасниш што се тоа зелени работни места и како би можеле ние во градот Скопје да имаме повеќе такви работни места? Зелени работни места е термин што се користи сега многу, дека циркуларна економија ќе креира зелени работни места. Се надам дека не се мисли на тоа на административни зелени работни места, бидејќи можете вие да отворите работно место кај што ќе евидентирате само што се прави. Ние тука сме многу повеќе и очекуваме дигитализацијата на целото општество и тие податоци да се прават без луѓе. Да речеме, има некоја статистика дека 10.000 тона ако не селектирате создаваат само едно работно место, веројатно на депонија, а ако ги селектирате создаваат 40 работни места. Пошто ќе вклучите луѓе што ќе го доселектираат отпадот. Но сепак ние како граѓани, тоа е само еден пример. Ние како граѓани треба да бидеме свесни, а и државата, дека зелените работни места и зелената економија е поскапа од линеарната економија како што е сега. Линеарната економија значи искупуваме ресурси, произведуваме, тоа што ќе остане ѓубре го депонираме. Кај циркуларната економија вика ресурсите од кои ќе се потроши, ќе направите производ и тој више нема да се употребува како што е амбалажа или самиот производ електричен апарат, повторно да го вратите во процесот и да стане ресурс. Но сето тоа е поскапо.